Благодарам. Стигате до темите, идеме нашите пријатели и учесници на сите овие протести, Гоце да ви се обрати од негово име. Македонија! Македонија! Здраво, браќа и сестри! Со многу од вас се знаеме тука. Многу е тешко да се зборува после нашата македонска хероина Ана Бобинкова. Јас сакам само да ви кажам една работа. Сето што го зборуваат Ана Бобинкова и другите да го ставам малку во меѓународен контекст. Јас сум меѓународен експерт. Јас работам во 30 земји во светот. Одам се враќам. Сакам да ви кажам една работа. Вие сте дел од едно многу поголемо патриотско глобално движење. Што би рекол Гане Тодоровски, да не сме саде тука и не сме саде ние. Во сите овие земји каде што работам, 30 земји, со председатели, премиери, министри, секаде глобализацијата, фашистичката глобализација, можам да ја наречам на Сорос, е поразена! Глобализацијата за свет без нации, без граници, во корист на елитите 0,01% е поразена секаде. Ние сме браќа со јапонецот кој во Окинава протестира против американското воено присуство на тој остров. Ние сме браќа со корејците кои сакаат да се обединат, да неќат војни да водат меѓу себе. Како и ние што сакаме Македонија да обединиме, и Варда, Еге и Пирин, Мала Преспа, Голобото, Гора. Ние сме браќа со муслиманите од Сирија, кои со Асад и Русија се борат против точно тие джихадисти и главосечачи што се поддржани од НАТО. Ние сме браќа со унгарците, честите пољаците кои се борат за својот суверенитет преку своите влади. Ние сме браќа, идеолошки браќа. Сето тоа што го правите по наредба на остатоците на така наречената длабока држава во заминување, кои ги креваат извинение наклоци од Вашингтон до Калето. Заминете си, оставете ги вашите презимиња и фамилии, следните генерации неоцрнети, затоа што секако тоа нема да ми помине ни јазици, ни промена на вечното македонско име. Го повикувам единствениот легитимен представник, председателот Ѓорѓе Иванов, да прогласи влада која ќе биде организатор на тие следни избори. И јас ви кажувам, на тие избори, овие ќе се спасат ако се заминат, затоа што 200.000 луѓе се тука во Македонија. Тие се тука, не се сите излезени. Излегуваат. Ако треба не 200, ќе излезиме 1.000.000, како што рече мојот другар во неделата. Македонија не е заспан. И ги тука кога ќе ги објуваме низ задните прозори од собранието. За да не се случи тоа, председателот Иванов да назначи нова влада, овие да си дадат оставка, да се заминат и да направиме нови избори. Не се слуша нешто. Јас ви кажувам, на тие нови избори, овие и првата, и втората, и третата, и четвртата опција што се внатре, ќе бидат поразени. Македонија ќе си го изчисти своето мочуриште. Дали се слушаме? Мене грлото ми е доволно силно и без микрофон може да ме слуша. Јас порачувам дека и едната партија и втората представуваат македонски народ веќе. Ова што го прават, не беше во нивните изборни програми ни на СДСМ. Не беше ни во изборните програми на ДПМН да се повлечат вака. Ало, се слушам? Да. Тие се врхушки, клиентелистички, кои веќе никого не представуваат, затоа ние бараме распуштање на собранието и нови избори на легитимна власт.
Takich nie ma! Takich nie ma! Na tije izbori će bilat porazen, ja berem, će si svojite familiji i prezimljenja za vek i vekov da ne bi da to crnete. To je ime za jedinstvenio spas. A na tije izbori će pobedat novi, nevalkani makedonski kadri koji će napraviti Makedonija ušte poubava, ušte pogorda, ušte ponarodna i ušte ponaša. Ja za takvi izbori sum, koji će pobedi, najdobriji od Makedonci će gledat Makedonija na crno. Samo sakam da vi kažem koji će pobedi i koji pobedova na geostrateški plan. NATO fašistite! NATO fašistite se porazeni. Jaz ne sum za Makedonija da vleze v NATO, niti po svoje ime, niti da mi dava zlato. NATO fašisti! NATO fašisti! NATO fašisti! NATO fašisti! NATO fašisti! Ta vojna zločinačka organizacija ima ubijeno milioni civili, pretežno ženi i djeca, i na Balkanu, i najpoveće na Bliskog istok. Milioni naših braća, pretežno muslimani, se ubijeni u Irak, Libija. Milioni ženi i djeca. Koji saka da vleze u takvu organizaciju? Така што не сакаме ние ниту да влеземе во една бирократска недемократска организација како Европската Унија која е во распаѓање. Ниту со нашето име. Затоа што нема да постои, затоа што е точно затоа што е недемократска. Така што јас ви велам на глобално ниво, геостратешко, победува единствената праведна опција. Тоа е евроазиската опција. Това е евроазijskата опција на народи суверени од Русија, Кина до Шпанија, Германија, победува секаде. Евроазија, заедница на братски суверени народи, признаени по своите имиња, од Лисабон до Владивосток. Ви благодарам за вниманието и да се гледаме во се поголем број. Zato što ovaj tigar od Hardija sите го prepoznavаме дека нема сили и ги рушиме писливците. Поздрав! Не треба европски криминалци! Не треба!